Министре Поповски, тука сте во Прага на состанок на Вишеградската група со земјите од Западен Балкан. Една од главните теми е формирање на некаков фонд за земјите од Западен Балкан. Кој ќе партиципира во тој фонд, за колкава сума станува збор и како би се распоредувале тие средства? Идејата е да направиме нешто што го имаат направено веќе во Вишеградската група. За почеток ќе бидат повеќе символични суми од по неколку десетици илјади евра кои ќе ги контрибуираат 6 држави од Западен Балкан кои се кандидати и потенцијални кандидати за членство во Европската унија. Ќе се финансираат проекти за прекугранична соработка. Идејата е да покажеме дека имаме достигнато ниво на солидарност со наши средства да направиме фонд преку кој ќе се финансира подобро поврзување во регионот. Има две придобивки, едната е за нашите граѓани кои ќе можат на некој начин да искористат проекти кои се финансирани повторно од земјите од регионот, а не поврзуваат. Втората е јасен сигнал до Европа дека сме стигнати до нивото на зрелост регионот да го гледаме како заеднички интерес. Поврзано ли ова со мигрантската криза? Не е поврзан со мигрантската криза. Воопшто и е нешто што го планиравме дури пред да стане видливо. Ова е за окружување, би рекол, на правниот дел од формирањето на фондот. Проектите ќе отпочнат, мислам, за многу краток временски период. Идејата ќе биде да се стимулираат стипендии, проекти во животна средина, во образование и секогаш да имаат прекугранична компонента. Така. Некои земји ги заоструваат контролите на границите поради мигрантската криза. Може ли да се случи бранот мигранти да запре во Србија или во Македонија? Нема ли да биде потребно некаков дополнителен ангажман, може би поголема контрола и на нашите граници? Тоа сигурно е неопходно, пред се бидејќи е зголемен притисокот во земјите во кои мигрантите сакаат да им бидат дестинација, пред се Германија. Зголемен е притисокот поради тоа што поголем број на луѓе пристигнуваат таму, воедно и пропорцијата е сменета така што има многу повеќе несирици кои доаѓаат, што би било поврзано со фактот дека не се работи секогаш за луѓе кои бегаат од воени действија, дека во голем дел се работи за економска миграција, што не значи дека не представува проблем, но е различен тип на проблем. Од наша страна ќе се бара многу поголем напор за целосно регистрирање на сите мигранти кои влегуваат во Македонија, бидејќи секој што влегува кај нас на крај завршува во некоја од западноевропските држави, што подразбира пак дека ќе мора на минимум да ги сведеме илегалните премини и да имаме целосно регистрирање на сите влезови. Од тој аспект ќе мораме да ги засилиме мерките за контрола и на некој начин физички да возможиме на контролни пунктови да се влегува во Република Македонија. До сега тоа со потешкоти се прави бидејќи имаме до 8.000 луѓе во еден ден кои влегуваат и физички вие не можете тоа да го постигнете. И мислам дека ризикот кој треба да го одбегнеме е постепено затварање, односно намалување на влезовите во државите од север на Европа, а континуиран прилив од страна на Грција во Република Македонија. Тоа е ризик кој е реален. При презентацијата на извештајот за напредокот на земјите кандидати, еврокомесарот Хан ги пофали Србија и Македонија за справувањето со мигрантската криза, но во делот за Македонија имаше сериозни критики за многу области во македонското општество. За прв пат и практично добивме условена препорака. Нели е тоа еден вид пораз и за македонската дипломатија? Не би се согласил со ова, бидејќи мислам дека е точно дека имаме многу поголемо внимание кое е посветено на оценување на областите кои се клучни за членство во Европската унија, пред се владење на правото. Ова не е исклучок во однос на другите земји, доколку ги погледнете извештаите за сите останати земји, фокусот е токму на овие области. За нас најголемиот хендикеп и најголемото внимание е предизвикано од внатрешната политичка криза, која се надевам дека сме на пат да ја надминеме со примена на решенијата кои беа договорени помеѓу политичките партии. Мислам дека сега сме во фаза во која добивме после 6-7 година де факто
повторна препорака од страна на Европската комисија, што е најбитниот елемент. И тука немате има ваква или има таква, туку имате или има или нема препорака. Прашањето кое треба да си го поставиме е колку реално може земја која добила прва препорака од 2009 година да остане на тој пат, покрај тоа што нити еден совет во изминати 6 години нема одлучено дека треба да се поддржи таквата одлука за почеток на преговори. Дали Македонија ќе беше во оваа ситуација? Доколку ние почневме преговори во 2009 година е легитимно прашање кое може да се го поставиме. Да, но овој пат во извештајот дел стана и содржините од прислушуваните разговори. Земени се предвид. Имаше информации дека биле прислушувани некои амбасадори. Имаше ли до вас некакви реакции, формални или неформални, од амбасадори во Македонија? Имаше укажувања дека наводно оној кој ги поседувал таквите нелегално стекнати материјали ги споделил со определен број на дипломати. Ова не би можеле да го третираме надвор од обврските кои произлегуваат од Виенската конвенција и за дипломатите и за Република Македонија, но во секој случај ова е многу пошироко досие од тоа за кое имаме правна рамка и за кое имаме институции кои треба да го истражат и да дојдат до заклучоци. Мислам дека е било крајно неблагодарно да се шпекулира на така чувствителна тема за која имаме дефинирана рамка во која треба да се надминува. Така, има информации дека некои влијателни земји членки на Европската Унија, до сега силни поддржувачи на Македонија, сега некако се воздржани или ајде дипломатски да речеме не се толкави ентузијасти за интеграцијата на Македонија во Унијата. Имаше такви шпекулации. Од она што го имаме добиено како разговор со сите земји во Европската Унија на различни нива, нема такво движење. Ниту една од земјите кои претходно се заложиле не смета дека Македонија не треба да води преговори, но факт е дека е многу потешко да се заложат за отпочнување на преговорите со Република Македонија во услови во кои ние имавме внатрешни политички проблеми. Ова ќе рече, наш интерес треба да биде час поскоро да излеземе од една спирала на внатрешни конфронтации, за да им помогнеме на тие кои не поддржуваат на Европскиот фронт да излезат со барања дека неопходно е Македонија да води преговори за да не се повторуваат други кризи во иднина. Успева ли македонската дипломатија да ги убеди дека е способна Македонија да излезе од политичката криза, да стабилизира состојбата на политички план? Јас мислам дека во многу наврати сме покажале дека сме многу пожилави и многу покадарни од тоа што се очекувало. Македонија постојано била држена во некаква заложничка позиција, пред се поради блокадите кои ни биле наметнати во евроатлантските интеграцијски процеси, а дури и пред тоа. И во секоја од овие ситуации, колку и да било високо нивото на загриженост, Македонија излегувала, мислам, за степен посилна од тоа што била претходно. Мислам дека и во овој случај можеме да очекуваме таков развој. Кога избувна аферата со прислушувањето и кога имаше протести антивладини, провладини, кумановските настани, имаше неколку остри соопштенија од Руското министерство за надворешни работи за прв пат после повеќе години, па и доста антизападна конотација имаат тие. Како ги оценувате тие соопштенија? Не се тоа мешање во внатрешните работи на Македонија? Верувам дека има само еден начин на кој ефикасно можеме да ги надминеме нашите внатрешни политички конфронтации, а тоа е со наши сили и со диалог внатре во земјата. Од надвор може да има вакви или такви ставови, едни или други интереси. Мислам дека за нас клучно треба да биде нашиот интерес. Нашиот интерес е да се интегрираме во НАТО и во Европската Унија час поскоро. Тоа е наш стратешки интерес, не е тактички маневар кој треба да го изведеме во една недела, туку стратешки интерес да се вкотвиме во евроатлантското семејство. И врз основа на таквиот стратешки интерес треба да ги влечеме потезите внатре, вклучително и во обиди во кои мораме да надминеме недостаток на внатрешна кохезија. Политичката криза е еден таков синдром. Не смееме да дозволиме тоа нити да створи поле за дополнителен раздор во земјата, нити пак да не дефокусира од нашите стратешки цели.
Да, стратешки интерес е и членството во НАТО, го спомнавте сега. На самитот во Букурешт во 2008 практично Македонија доби условена покана, што ќе го реши спорот со името, веднаш ќе стане членка. Поминаа 8 години, сега веќе не се ни спомнува Македонија, се спомнува Црна Гора како најсериозен кандидат. Добивме ли сега дополнителни критериуми сега и политички и за членството во НАТО? Во НАТО е валиден заклучокот од Букурешт, според она што го кажуваат земјите членки на НАТО и самата организација, а тоа значи дека Македонија ќе стане земја членка на НАТО веднаш штом се надмине спорот со Грција. Ова условеност не е променета. Ние изодевме веројатно уште еден паралелен, малку потежок пат на правно аргументирање и по тој пат добивме еден многу силен аргумент, а тоа е пресудата на Меѓународниот суд на правдата дека одлуката во 2008 значи прекршување на меѓународно превземени обврски од страна на Грција. Да, но таа одлука многу полза Македонија не виде. Па одговорот на таа одлука од прилика звучеше, да, може сте во право, може меѓународното право е на ваша страна, но дека важи правилото дека посилниот победува. Тоа е пораката која ни опатија од грчка страна и горе-долу успеа да ја продадат во таа заедница. За нас, од една страна можеме да кажеме дека има определено ниво на проблематично што не се почитува принципот на ненарушување на времената спогодба. Од друга страна, ние имаме еден интерес, а тоа е да ја одбегнеме пречката во заштита за членување во НАТО и во ЕУ. И мислам дека во оној момент во кој ќе треба да носиме одлуки по однос на ова прашање, пресудата на Меѓународниот суд на правдата ќе одигра својата улога. Како и да е, ќе мора да го решиме спорот со Грција за името. Посредникот Метју Нимиц неодамна во интервју за Катимерини излезе со став дека сега е времето за решение. Што значи тоа? Се случуваат некакви контакти, некакви придвижувања на овој план има? Дека е време е веќе 20 години, тоа немаме никаква дилема. Мислам дека што поскоро биде тоа подобро, барем од македонска страна, бидејќи ние ги чувствуваме последиците од таа блокада. Во овој, да речеме, период од изминати неколку месеци, најголем дел од енергијата беше посветена на градење на мерки за доверба помеѓу двете земји, би рекол не директно фокусирани на спорот со името, но кои би помогнале за подобрување на климата помеѓу двете земји, дали е во делот на образованието, дали е во делот на прекуграничната соработка, дали е во делот на економијата. Нам ни треба определено ниво на доверба со Грција кој го нема. Бе утврдени некаков документ од 10 точки на посебни мерки за градење доверба. Од тогаш до сега некоја од тие е реализира? Имаше средби на работни групи, некои од нив се во процес на реализација, например политичките консултации помеѓу министерствата за надворешни, можноста за давање на стипендии во двете земји за грчки студенти во Македонија, македонски студенти во Грција, поврзаноста помеѓу полициските служби на граница поврзано со мигрантската криза и неколку други, не сите, но определен број, да речеме од 11, 5, 6 се во фаза на примена. Се работи, како што реков, за мерки кои нема да го решат спорот за името, но кои на некој начин ќе ни го подигнат релативно ниското политичко ниво на доверба кое го имаме помеѓу двете земји. Господин министер, ви благодарам за разговор. Ви благодарам на поканата.